Добро дојдовте во најновото издание на нашиот подкаст. Како што течеа најавите, денешен гостин е доктор Милан Ристевски, специјалист по онкологија. Зборуваме за многу интересна тема која што побуди внимание уште при самата најава. Зборуваме за комплементарна и алтернативна медицина при лекување на рак. Нешто што е многу актуелно не само кај нас, туку и во целиот свет. Доктор Ристевски, добро дојдовте. Благодарам што прифативте интервју во нашиот подкаст. Претпоставам дека многу прашања на оваа тема, но еве да почнеме од некаде. Што представува алтернативно лекување на рак? Се она кое што не е потврдено во добро методолошко исправни студии со конечен заклучок, каде има бенефит, во која доза има бенефит, со каква густина на дозата има бенефит и кои се насаканите реакции, кај кој има, кај кој нема бенефит, се трга во кошот наречен КАМ, комплементарна и алтернативна медицина. И тој кош е апсолутно поголем од другиот многу помалку. Шоку тоа сега да прашам кој е поголем, дали сега науката споредливо, значи не споредливо. Во групата КАМ имате некаде регистрирани 99,9% од нив како додатоци на храна, не лекови, не традиционални хербални, не хербални, туку додатоци на храна. Има разлика во регистрацијата, ќе ви го објаснам тоа. Според, пошто секој ден се менува таа листа, има нон-стоп нешта ново на пазарот, некој ќе отвори негде гаража, ќе направи производството. Тоа. Некаде зива додаток на храна. Значи, додатоците на храна се регистрираат во Агенција за храна и ветерина. Во Америка е FDA, Food and Drug, исто му се фаќа, ама кај нас е Агенција за храна и ветерина. Во огромен дел од светот, регулацијата на тој тип на производ далеку не ги бара тие норми како што ги бара за лекови. Втора работа, мислам, ајде вака прво ку кафе бројот ними. Некаде околу 2 милиони производи. Колку од нив држат води или не, мислам, никој до сега немал попаметна работа во светот, па да се нафати да види кој од нив колку вода држи. Далеко од тоа. Меѓутоа, многу интересен е, но и 0,01%. Кој е тој? Тука се веќе дури и стандардни стари лекови, кои што Јована нови излегуваат во онкологијата и во хематологијата. Едно од најдобро познатите историски такви приказни е еден стар лек од 60-тите години по име талидомид, кој што се употребуваше како регулатор на расположение, односно седатив, се додека не се родија дечиња на кои што екстремитети им фалеа без раце, без нозе. Кога се обидоа тератогените дејства на талидомидот, веднаш талидомидот беше забранен да се употребува се до средината на 80-тите, кога токму тоа дејство се утврди дека да, онаму каде што никој нема да раѓа, а е заболен, и тоа во леукемиите се деси прво, во хематолошките болести, токму таму ја најде својата примера. Меѓутоа не е само талидомидот. Во групата на лекови се тука морам повторно да направам јасна дистинција. Една е хербален лек, друга е традиционален хербален лек, сосема трето е регистриран официјален лек. Значи, кај официјалните лекови, освен кај најновите овие конјугати или кај оние комбинации, да речем еден од тие, јас што ги пијам за регулација на притисок, каде што се 3 леко уедно, кај лековит, особено кај тие, да речем, од постара генерација, што сега повторно се предмет од интерес во онкологија, е една активна субстанција. Вие фармакокинетски, фармакодинамски, многу полесно ќе може да тракирате една активна материја низ организмот, него сарма од 100 материја унатре, да речеме, како што е канабис. Да. Како пациентите да се снајдат од сите овие информации? Не може да стигаат доника, бараат спас за живот. Прво да ги поделиме пациентите во неколку групи. Имате чудовишта од ракови кои што со својата смртност се навистина страотни, посебно во метастатски сетинг. И тука на човек кој што ги поминал сите тие линии на терапија и веќе нема спас, веќе е во прогресија, не можете вие да осудите човек кој што во нешто верува без разлика дали информација или дезинформација, односно лажна информација до која што дошол за својата болест.
Значи имате човек што е сигурно осуден на смрт од самата своја болест, а не е виновен за тоа. Освен да речеме кај нас пушачи, ние сме виновни. Да, свесно во сабите тоа. Што значи тоа дека не можете да го осудите и не можете да му забраните да употреби кој може да му забрани? Дали може никој да го предупреди? А ние можеме само да кажеме до каде стигнува науката. Се за жал и науката често пати казва. Човек кој што има уште само неколку месеци живот, нема ни од далеку време да ги чека клиничките испитувања да завршат. Кога збориме за клинички испитувања, особено фаза 2, фаза 3, бидејќи фаза 1 е под поевтин тип на помала група на пациенти, меѓутоа фаза 2, особено фаза 3, се екстремно скапи студии. И самите компании, кога немаат право на патент, не се заинтересирани да финансираат студии. Прашањето на студии може би и требало една посебна емисија да го разгледуваме, бидејќи не е само правото на патент, посебно во онкологијата. Кога ќе ги видиме останатите чинители од аспект на пациентот или на самиот тумор, наспроти лекот, во многу и од тие најнови студии, фалат некои практични моменти и многу прашања се подигнуваат, посебно во тој геномски и епигенетски аспекти на туморот и на човекот. Да. Како се делат сега алтернативните лекови, како стигнува, кои канали ги наоѓаат, еве нас конкретно? Знаеме каква е состојбата со болните со рак, сведоци сме на тотална руина на тој систем при лекување. Во најново време тоа се социјални мрежи. Да, тоа сакам да кажа. И тоа е во Македонија е една социјална мрежа доминантна, Facebook. Све се рекламира таму, многу мал се рекламира сето тоа на Instagram, уште помал се на Twitter. Facebook. Да, дали може тоа да се канализира некако поинако? Во смисла, е како доктори дали ви текнува? Ако ви текнува од пред неколку години, беше злоупотребено прво името на професор Сашко Кедев во лажна реклама за непостоечки лек. И тоа со центар некаде во Босна, каде се утврди и никому ништо. Значи, наше МВР нема начин како сето тоа да го isprocesira. Па потоа, доктор Митрев беше исто така мета на злоупотреба. Реклами се соочува. Зашо ја бев мета на злоупотреба. Да. Капки за очи или нешто слично. Баска немшови. Уролошки проблеми. Да. Да не бе уролошки проблеми. Добра. Кога станува збор за онкологијата, што нуди вистинската наука и медицина сега, што е достапно кај нас и колку сме ние рамо до рамо со западните земји кога станува збор лекување на пациентите? Недостигот на средства е она што е главно. Пазете, модерна онкологија е многу скапа работа. Особено новите лекови. Многу се скапа. Каде е тука државата да помогне? Ние не сме ни оддалеку толку богата држава што одвојува доволно за здравство. Значи, тоа е незамисливо, е товари за најголемите држави во светот, а не само за нас. Немојте да мислите дека да речеме, Америка, дека одвојува за сите пациенти, баш напротив, немаш здравствено осигурување и умираш ко куче на улица. Немањето на здравствено осигурување, дури Европа, што е многу по-социјална територија во однос на здравствено осигурување, исто така голем проблем. Не сите лекови и не сите типови на третман фондовите за здравство ги одобруваат и ги плаќаат. Голем е проблемот. А ова се скапи лекови. Значи, во модерна онкологија во последниве 15 години се над 800 нови лекови. Колкава е таа бројка? Чисто ко за споредба. Наша фармакопеја, да речеме, во онкологија, или у просека европска фармакопеја, најде 400-500 лекови. Замислете во таа редовна фармакопеја, вас да ја влезат и нови 800 од онкологија. Тоа се лекови кои што се претежно in silico drug design. Значи, вештачка интелигенција е дава нивната формула како треба да се направи. Особено ке инхибиторите на тирозинкиназа, мали ситни молекулчиња. Тоа се изворено тешки модели за синтетизирање. Тоа ако е толку тешко, нели, како што е реално и
и скапо да се лекуваат пациентите. Како да размислиме за чекор понапред, да не се разболиме? Има ли така? Превенцијата е сосема друга тема. Нема. Можеме само да ги намалиме факторите на ризик теориски. Пракса, тоа значи дека треба да се грижиме за здравје. Во пракса треба да се грижиме, значи. Генетиката тука да речеме има влијание. Има многу. Ајде да ги поделиме прво факторите на домаќинот, факторите на околината, па сите останати после фактори. Факторите на домаќинот де факто се е неговата генетика и таа негова генетика не е неменлива во тек на животот. Тоа забораваме да го кажем. Секојдневно нашето тело трпи стотици мутации, меѓутоа за среќа, особено дека сме помлади, а нашиот организам има доволно заштитни механизми под услов, значи да не наследиме мутација на некои или сфрлање од функција на некои од тумор-супресорните гени. Тумор-супресорните гени се баш тие кои што викаат стои кочи, тука детектирав проблем, ако можам ќе го поправам, ако не можам, оди овој клеточен клон во програмирана клеточна смрт. И тоа се случува се додека во нашето тело имаме доволен пул на матични клетки. Зошто? Многу битна прашање. Кога ќе се потроши тој пул на матични клетки околу 60-та, 70-та година на животот, оние клеточни клонови што ќе претрпат некоја промена што не може да се поправи во геномот, нема со што да се заменат. Значи, оштетувањата на геномот не се заменуваат од соседните клетки. Не, се праќа сигнал до пулот на матични клетки и тие со постепена диференцијација во тоа ткиво во кое што треба, созреваат и на тоа место го заменуваат тој клеточен клон. Може ли еден најглуп пример да дадат? Како практично тоа би? Вежбањето, heavy lifting, дигање на тежина. Како мускулот хипертрофира? Многу просто. Пукаат мускулните влакна од напор. Се оштетуваат. Се праќа сигнал мезодермните клетки. Тој клон соодветен од матичните клетки. И тие се диференцираат во миоцити. Мускулни клетки доаѓаат, го заменуваат и така расте. Клетката на црниот дроб, хепатоцитот, има најголема способност за делба. Они се делат негде до максимум 60 делби. Да не заборавиме што настанува после тоа. Хромозомите завршуваат со нешто што го викаме теломери, односно теломерна ДНК, и таа со секоја наредна делба на тој клон се крати, на крај снемува теломерна ДНК. Тука и да нема оштетување, самиот недостиг на теломерна ДНК праќа сигнал до пулот на матични клетки, вика да ми нов клон што има доволно теломери. Во моментот кога тој клеточен клон не може да биде компензиран со веќе диференциран клон на матичните клетки, тука телото е окей, не можам да останам без овие клетки, ќе продолжат да се делат, ама со грешки. И веќе нема што да ги компензира тие грешки. Тоа е процес наречен клеточно старење, кога теломерна ДНК веќе не постои да штити од грешки. Тука е возраста кога канцерогенезата најчесто доста се забрзува. Тоа е периодот после 60-та година. Така како едно биолошко објаснување. Да, добро објаснете што станува збор со младите пациенти, зашто кај нив настанува појава на рак. Така се. Современо има типични форми, има типични форми што се јавуваат кај младите. Одредени типови на тумори е скоро невозможно па кај млади да се јават, или па невозможно кај постари да се јават. Екстремно се ретки тие такви пациенти. Да речеме, семиномските тумори кај момција. Да, они се помеѓу 20 и 30 година најчести. После 50, дали еден случај сум видел на несеминомски тумор. Меѓутоа, грешките во тие клеточни клонови се настанати многу рано, или во раното детство, или уште во ембрионалниот развој. Од друга страна, саркомите исто потипични за помлада популација. Саркогенезата не се води само од грешки во тумор-супресорните гени, и пронкогените него настанува нешто што се вика фузиски ген. Да речеме, еден од тие гени е Ewing саркома, фузискиот ген. Тој настанува доста рано во тек на детството, како грешка во репликацијата на ДНК. И кога се манифестира, да речеме, после колку години може да направи проблем во здравство?
обично за леукогенеза се потребни некаде 5 години, за лимфогенеза, односно лимфоми и така натаму, се потребни исто некаде до 5 години. Кај сарко или картиногенеза се потребни од 5 до 15 години. Карциномите од друга страна. Се, ајде да не навлегуваме понатаму што се саркоми, што се карциноми, што се леукемии, што се лимфоми. Све тоа ракеја, така ќе го оставиме заедно. Најголемиот дел од карциномите се производ на хронично воспаление кое што трае со години. Најобичен пример пушачите. Кај нив хронично воспаление трае со години, се оштетува. Тумор супресорите полека излегуваат од функција, бронхогените почнуваат да работат и почнува тој тивок процес на канцерогенеза. Во прво време имуниот систем ги препознал. Во прво време, меѓутоа, доаѓаме до една критична големина што ние не можеме да ја откриеме на ниту една имиджинг метода, бидејќи само 1 милиметар кубик. Тоа е моментот на така речениот ангиогенески свич. Од тој момент, тој тумор веќе произведува свој крвни садови. Станува автономен. Тоа е моментот кој имуниот систем ја губи битката. Е најголемиот од пред. Тогаш, да речеме, тој тумор станува посебна единка во телото и почнува да се храни и да се развива неконтролирано. Експоненцијален раст. Значи, немајќи која друга крива во таму 70-тите, 80-тите, кога основите на туморскава биологија се создавани, земена е една крива која што во суштина е поставена како предвидување на големата америчка инфлаторна криза од 20-тите години од 20 век. А врска нема човекот што ја направил кривата, Бенџамин Гомберц, економист. Благо пари па нагоре? Зашто тој Еден линеарен пораст на туморскиот раст 7 до 1 милиметар кубен, од тогаш веќе експоненцијален. Еднаш ми набере. Како биткоинот што рипна, да речи, символично да кажем. И Колку и да е даже. И денес таа линија викаме Гомберцијанска крива на раст по Бенџамин Гомберц. Да, и не е променета, да речеме, тој заклучок. И многу мал е бројот на раковите кои што не се водат по таа Гомберцијанска, да речеме, хроничната милна леукемија. Не води по таа крива, но Поинаков тек, да речеме. многу се ретикира. Да. Еве да се вратиме на главната тема алтернативна медицина. Како би ги поделиле, речеме, додатоците во исхрана или средства што се нудат? Заборајме, бидејќи на вистина сам... Дали вас како доктори ви прават проблеми? Речеме, пациентите се збунети, лутаат, губат драгоцено време, може би? За голем дел од нив и дури се правени некакви анализи, видатокс. Докажа дека нема никаков ефект, меѓутоа маркетингот, шопингот е поголем него нугата што може да каже. Ивермектинот е да го спомнеме. Често пати не гледам, Тоа е веќе друга работа. Ивермектинот спаља во овие. Токму на социјалните мрежи е многу популарен. Не за чак. Дали може би има оправдување некаде луѓето да го бараат? Нема почетка. Постои нешто што се викаат предклинички испитувања, анимални студии и клинички испитувања на пациенти, одделени најчесто у 3 фази. Предклиничките испитувања се нешто што се прави на клеточна култура. Во поново време, особено од кога имаме она што го викаме tissue printing, создаваме клеточни култури. Порано како беше? Хранилиште, парче од туморот, стај го, натре нека расте, додаваме му крв, супер. И експериментирај на него, меѓутоа. Во такви услови не се составуваат нити имуни клетки, или голем дел од другите, пазете, туморот не изграден само од туморски клетки. Да, сега не е веродостојна ситуацијата, во таа насока. Во туморот имате и нешто што се викаат стромални клетки, фибробласти. За жал има и ткивни макрофаги кои што го супримираат имуниот одговор. Дај Боже да има нешто што го викаме тумор инфилтрирачки лимфоцити, бидејќи тоа се имунореспонзивните тумори. Овие што се најопакиве, најбрзо пролиферативните, за жал ги нема толку многу. И да не набројам други типови на клетки, меѓутоа ги има. Треба да реплицирате таков тип на средина. Зошто? Како што ние зборуваме со збора.
така и клетките меѓу себе комуницираат со рецептори и со цитокини. Туморските клетки дури испуштаат свои специфични туморски цитокини. И тие се испитуваат. Така да во денешно време, тој тип на клеточни култури е навистина многу поверодостоен од оние старите клеточни култури. И токму тоа од 2000-тата нааму, случајно е баш кај ивермектинот, го побуди интересот како понатаму доди. Меѓутоа, тоа е стар лек. Чинам тој беше најпознат лек за шуга и други паразити, така беше. Мислам дека дури за короната беше актуелен. Беше 1970 Сатошио Мура и Вилијам Кембел. Го имаат откриено. Го имаат откриено. И да, тој беше за сите тие паразити, скабие си, шуги се, не ги редиме, бла 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 бла. Меѓутоа, по тие почетоци, многу во 2000-тите години од студиите покажаа дека има неколку различни механизми на антитуморско дејство во така наречените тие комплексни клеточни култури. И тоа со неколку различни механизми на антитуморско дејство. Потоа доаѓа ред на нешто што го викаме анимални студии, односно графтови. Што се графтови? Мора да произведете нешто што се вика глушес, на кој што вие имуниот систем му го кастрирате скроз, бидејќи ако му го пресадите туморот, огромна е веројатноста дека неговиот имун систем ќе го препознае како странател и ќе го убие. За да имате успешно испитување на глувци, вие мора да имате соодветен сој кој што треба да се размножува и да даде потомство, бидејќи вие во тек на неколку потомства ќе го гледате. И се имплантира на таков сој на глувци каде што имуниот систем е збришен, хемиски се исклучен. И тој тумор тогаш се развива без проблем, најчесто. Идеална околина за туморот. Сега се случуваат особено две важни испитувања од 2010 и 2015, каде што и во анималните модели ивермектинот и сам по себе и со хемотерапија дава резултат. Меѓутоа, во има немате, како сето тоа ќе се репресира на луѓе. И ние сме ти се шибдувците со се геномите ни се мање више слично и очекуваме некој слично однесување, меѓутоа сега тука ни треба да го вклучиме веќе имуниот систем. Да биде пореална ситуацијата. За да биде најреална ситуацијата. За да веќе во денешно време веќе имаме фаза 2 студија позитивна во која што со PD-1 инхибитори, со пембролизумаб, ивермектин заедно со пембролизумаб, е трипл негативна дојка, која што претходно на терапија не одговорила, изметастазирала, туморот нема инфилтрирачки лимфоцити, додавањето на ивермектинот, особено во таа студија, му возможи на туморот лимфоцитите веќе да влезат внатре и да биде многу поимуноген и резултатите се многу подобри, меѓутоа тоа е уште рана фаза. Тоа е фаза 2. Фаза 1 студиите обично се определува која е таа доза што ќе има ефект и толерабилни несакани ефекти, меѓутоа ивермектина за среќа е група на лекови кои што изразито добро се толерира и у високи дози. Ама мораме да знаеме токсичност, мораме да знаеме големина на дневна доза, големина на кумулативна доза. Али до сега не е испитано? Се испитува. Тоа се ефтините студии. Има и поскапи. Фаза 2 е, да речем, 10 пати поскапа од фаза 1. Фаза 3 е веќе 100 пати поскапа. Но, доктор Еве, тоа е добар почеток за нешто да се развие и да се интересува. Пациентите кои што имаат уште неколку месеци до смрт нема време. Нема време да чекаат. Так. Затоа кај нив оправдувањето, ако самите решиле врз основа на своите убедувања и своето разбирање, дали ќе го земат или не е нивни избор. А ние како професионалци сме должни да кажеме до каде науката стигнала. Сега да ме праша пациент која доза да земе, не знам. Немам протокол. Значи може да му помогне, може и да не му помогне. Постојат разноразни искуства сега. Многу помогна одредени, викаме кейс рапорти на случаи, извештаи од случаи кои што едноставно баш така сами се севале и се одредени лекари ги рапортирале во часописи, стручни часописи. А многу е тешко да излезе таков труд. Зошто? Бидејќи кейс репорт. Тука се сомневањата што има друго земано, каков тип на исхрана имал, што правил, како правил и така натаму. Милион прашања остануваат неодговорени. Меѓутоа, има
неколку десетици такви кристално јасни случаи. И повторно ќе морам да нагласам, кейс репортите се воглавно на позитивен исход. Никој не го рапортира негативниот не знаеме. Значи, да, буквално е енигма. Не знаете колку не успеале и колку... А тоа се неминовни фаза 2 и фаза 3. Да, кој треба да ја направи таа? Во Европа каде се прави да Да речеме? видиме кафе нема, фаза 3 нема. Единствената фаза 2 во моментов за ивермектинот конкретно е само заедно со имунотерапија. Фаза 1 тек сега почнува со гемцитабин заедно, кај панкреатичен метастатски, и толку. Никој нема право на патент. Дали ме разбирате? Да речеме, ако ја го измисламе овој лек, меѓутоа, и никој друг го нема, тогаш да, мене ми се сплати да инвестирам во неговиот развој и развојот на неговите индикации. Меѓутоа, ова е генерички лек кој што постои долго време. Еве, јас сега ќе се обидам да го произведам под ново бренди, ама генериците ги има на стотици. Сега ја треба буквално да инвестирам за доброто на сите, а тоа што ја никогаш нема да ги вратам парите, тоа е друга работа. Добро, вака ако зборуваме се седува на бизнис каде е тука секој маниор не гледа кубаната нишка. Зашто не државите не излезат или некоја здравствена меѓународна организација? Ја Македонија, шума Македонија од буџет од извоз испитување. Еве ќе земе радиотерапијата за пример, а радиобиолошките генетски модели веќе увелико тропаат на врати и докажуваат посебно и тој така наречен адјувантен сетинг, постоперативен сетинг на зрачење. Веќе присуство на вродена мутација на определени гени, да речеме на PPS3, на PTEN, и те како имаат импликација во начинот на кој што, пошто пазете во адјувантен сетинг, туморот е веќе хируршки острано. Само го зрачиме местото за да спречиме појава на локален рецидив. И тоа кога е сигнификантно голема разлика. Ако тоа околно здраво ткиво го носи тој тумор супресор, да ние ќе направиме некаква локална контрола, ама за тоа после повеќе години ќе индуцираме повторна рак на тоа. Така да генетиката, особено во поново време епигенетиката, драстично од корен ги менуваат нашите разбирања за туморската биологија. Бидејќи тумор не може да се создаде без да има некаква генетска промена. Да, и таа генетска промена рековте дека може да е вродена или сменета во текот на животот или стекната поради некои драстични други услови, така? Така. Ајде ги поделиме гените во две големи групи. Од што да се пазиме? Во таа насока Човековиот геном. дали сме спретни да избегнеме некаква опасност? Ќе објаснам. Прво да го објаснимо. Човековиот геном има негде 20.000 и нешто гена. И тоа жени има неколку гена поише од Марио, бидејќи сега да не навлегувам, ма стварно е така. Добро. А бројот на тумор супресори е далеку помал од бројот на проонкогени. Значи, тумор супресорите замисли ги како кочница во твојот автомобил. Кога сакаш да закочиш некаков процес, кочиш. Тоа се тумор супресори. Нивна задача што е? Да го контролираат геномот, неговата исправност. Ако видат нешто неисправно, да го поправат. Ако не може да го поправат, да го закочат клеточниот циклус во тој момент и тој клеточен клон, бидејќи веќе не може да сопре, да го пратат во програмирана клеточна спад. Проонкогените рачуни дека се папуча за газ. Обратно од кошници, да. Сега. За да настане тумор, најчесто папучата за газ е до крај стисната, а нити кочницата работи, нити рачната кочница работи. Тоа се тумори. Значи, не постои развој на Кој тоа објасне тоа, да. без да има промени во генетиката. Да постојат одредени модели на ризик, на одредени не само наследување на гени, него неопределени снипови на мали промени во генот. Сингл нуклеотид полиморфизми ги викаме скратено снипови. Дури сниповите можат да фаворизираат определен тип на карцином. Та преширока тема. Историски гледано, се повеќе е заболени од рак. Ако го зборувате ова тогаш? Историски гледано, пред 20 години бев на само 3 милиарди. Сега сме 8 милиарди. Да, во просек, тоа значи дека се уште сме од прилика заболувањата исто? Пред 20. Или се случува нешто ново што во човештвото што не сме свесни, а не разболува?
Ја на почетокот почнав, ама ти ме прекинем однос од друга насока. Ајде ќе го кажам ова брутално вестинито. Туморската биологија и воопшто биологијата на човекот вика дека начинот на кој што се нашите тумор-супресорни гени експримирани, односно ги има во нашите хромозоми. И тоа е важно, ќе ти кажам и зашто после. Теориски вика дека ако доволно долго живееме, да не заболиме и не умреме од нешто друго, на крај неминовно би заболеле од рак. Бидејќи нашата ДНК е едноставно таква. И се нормално е тука да ме прашаш, па има ли некоја друга ДНК што не е таква? Има. И која е та? Слонови. Имаат 11 пати повеќе P53 небитниот тумор-супресорен ген за разлика од луѓето и од другите цесачи. Самата селекција и еволуција го направила тоа. Значи, единствено животно на планетава? Што значи тоа пракса? И умира, да речем. И ти добиваат рак. Да, и ти умира. P53 не е единствениот тумор-супресор кој што све е до него и ајде само до него, не, далеко од тоа. Што е едено? Е сетина такви тумор-супресори, до сега знаеме, прашање уште колку ќе открием. Така да, за жал, еволуцијата не направила совршено. Оно што можеме во секојдневие да го направиме, тоа е факторите на ризик што повеќе да ги намалиме. Да, тоа е како да ги намалиме, доктор, кога живееме во вакво општество, во ваква средина, почнувајќи од екологија до стрес, до постојано бомбардирање на човечката природа од сите страни. Ајде, земи другиот пример, живееме негде во дивина каде што се е чисто и не здоболи зап и немаме забар. Или се деси да добиеме некаква банална инфекција, која што се развива, едноставно немаме антибиотик, бидејќи живееме во дивини изолирани и умираме од инфекција. Тоа е можно. Тоа е спротивно. Спротивното добро. Значи, чаре? Не тоа е здравна средина, или? Чаре е учење на биологијата како што треба, за да можеме сами во себе да ги разбиеме тие ризици. Да, колку помага еве науката во медицината да дојде поблиску до обичниот народ. Вака, да говори. Далеко сме од беспартност, прво тоа. Дека се уште мораме да умреме. Бидејќи, ако не заболиме, да ќе остари. Секако ќе дојде смртта. Меѓутоа, филозофски аспектот на соочување со смртноста, кога знаеме кога ќе дојде. Друго е кога не знаеме, па дури може сега да се случи она што викаат најбаналното, пијано да ми падне на глава, никој пијано не фрла. Многу е поверојатно дека некој мразулес од некролог ќе ни падеше. Или некоја саксија. Меѓутоа, сепак, сознанието за смртноста со датум е страшно поразително за секој човек. Од тоа бегаме. А дека, за жал, ќе умреме. За жал, дека ќе остариме. Многу напори се прават во насока на тоа да се запре старењето и веќе имаме некои водичи што и како треба да се направи. Тоа е веќе друга работа. Дури од кога, да кажеме, би се соочиле со евентуално сознание дека со некакви типови или генетски интервенции или фармаколошки интервенции или интервенции во животниот стил, наместо да живееме во просек 70-80 години, би живееле 300 години, од кои што само последните 2-3 години старост, све друго младост, тогаш комплетно се менува размислувањето за живот. Се да не одиме филозофија понатамо. Ајде пак малку да се вратиме на назад. Како дека ќе остариме. Да, оно потрошување на мадечните клетки, така, оно што се дозема. Мадечните клетки во старењето се намалува и бројот на митохондриите. Се намалува оксидоредуктивниот потенцијал и не можеме се уште да најдеме никој НЗС и да го ставиме сето тоа во една шема и да кажеме, пите го ова и ако има лекови што ветуваат, веќе фаза 1 не поминат. Сепак, ние зашо не сме тие генерации, нашите деца можеби, нашите внуци така веројатно е, правнуците веќе може да се надеваат да ги користат добробитите на тие испитувања. Се што тук има ракот, па да се вратиме на ракот. Да. Имаше
пепинати. Да, може да дојдеме до некој заклучок, но ќе ја продолжиме емисијата во некој второто издание. Не е само и време. Да, еве да речем често пати се случува дека базна средина го уништува ракот или не му дава да се развива, како мит или вистина. Тоа е непосредната микрооколина која што е слабо кисела. Непосредната, тоа е милиметар. Може ли тоа да се исконтролира, то исхрана, то начин на живот и слично? Вистина е дека одредени лекови во таа слабо кисела средина, негде од 6-50 пх до 7, малку поинаку делуваат него од 7 до 7,35 пх. Меѓутоа минимална е таа разлика. Не е проблемот во таа слабо кисела средина. Прво, што е таа слабо кисела средина? Прво тоа да го кажеме. Тоа е туморскиот метаболизам. Туморските клетки имаат многу малце митохондрии и за жал без митохондрии не постои аеробна гликолиза. Значи, начинот на кој што ние најчесто добиваме енергија е аеробната гликолиза, каде што од 1 мол глукоза добиваме 36 мол АТП, ама многу споро оди тоа не стои Крепсов циклус. Туморот не само што има мал број митохондрии, за таков брз експоненцијален раст му треба енергија сега и одма. Вториот добар механизам, тоа е искористувањето на масните киселини, исто туморот го прави во многу мал степен. Недоволно брзо му дава енергија. Што му дава енергија само брзо? Анаеробната гликолиза без присуство на кислород, така наречениот Кориев циклус, каде што од 1 мол глукоза, наместо 36 аеробната, он добива само 4-9 пати помалку енергија добива. Многу енергетски неефикасно, ама ги добива седи одма. Создавањето на лактатите е баш во тој Кориев циклус и затоа е таа слабо. Инаку после пуферските системи на телото, одма таа околина понатаму ја средуваат и ја прават пеха неутрално. Така да тој мит дека ајде сега пи сода бикарбонат, веднаш се неутрализира бре желудник, ала основна биологија и биохимија, мисля не. Да, желудот Тој ден го знае, седина ќе го компензира. Одма го компензира нормално. Ако не дај Боже, па да е премногу базно, ќе ни направи акустична повреда на хронопровод. Тоа е сулуда работа. Да. Еве, при крај на овој разговор, ваша препорака до сите. Како да бидеме свесни што да направиме кога ќе се заболиме и кога ќе се детектира одредено присуство на рак. Прво, да не се губи време во сулудо чекање на извештај, нашата најболна точка. Јавното здравство е обременето со мал број на термини и имиджинг. Секаде во светот патологијата е тесно верло, секаде во светот. Да создаеш патолог е долготраен и скап процес. Има решение, се вика дигитална патологија, ја аплицирам, тоест апелирам до наша влада што побрзо да размисли како воведе, бидејќи во сите земји каде што беше воведен, драматично побрзо и поточно резултатите ги издаде. Дигиталната патологија е апсолутна реалност во денешната медицина. Дигиталната радиологија тропа многу силно навратија. Што побрзо се спроведе, тоа подобро и поточно за сите. Сега не е лошо и да посветиш една емисија на таа дигитална радиологија и дигитална патологија, тоа ќе ти дојдам со пушеден гостин. Може. За точно тој концепт да го разбиеме што тоа значи за здравствените системи. Да, има ли кадар кој што ќе го развива, да речеме? Никаде во светов нема доволно медицински кадар. Зошто? 6 години студии, па потоа стажирање, па потоа запослување до кое што тешко се доаѓа, па специјализации. Значи, ви 5 години се најголемиот во специјализациите. Кога ќе израчунате 7+5, добивате 12 години. Вие реалните пари дури после тие 12 години почнувате да ги заработувате. Треба да се женимаш, треба женско дете да се породи меѓу време, да создава семејство. Ако отидете у IT сектор, ви веќе од 2 година на факултет со неполни 20 создавате пари. Не сте врзани со болница, со систем, едноставно. Код дигитален номад си работите секаде. Да, голема разлика во Голема функционирањето. во функционирањето и затоа секаде широм светот
Да, докторите бараат повисока плата, бидејќи се помалку и помалку студенти има на медицинскиот факултет и широм светот. Орис, доктор Рисевски, тука ќе го завршиме разговорот. Пази, овој разговор не сме го ни започнале. Да, ветуваме, значи продолжуваме во неколку. Вториот дел од и тоа повторно ќе ти го дефинирам насловот. Да. Стари лекови кои што се уште тропаат на врата на онкологија. А потоа ќе одиме на нови лекови и нови сите третмани. Да ги повикаме и гледачите и нашите следачи да напишат прашање, коментар, сето на што ги интересира, ќе дојде до вас и ќе го одговориме, а може да биде и една тема. Така. Коментари слободно, нема време да одговарам на прашање, на вистина, особено пишана форма. Ние може да ги читаме од ваките прашања. Ние може вака да ги во емисија да ги прочитаме нивните прашања и да ги говориме вербално, меѓутоа сега да седнам да пишам на не. Мисле вака устав. Говориш дека сум ја едини онколог на клиника, ви се намајгар. Да. Така да. Да, Ворит, ви благодарам уште еднаш. Поздрав. Поздрав до нашите гледачи. Следната емисија ќе ја најавиме секој вторник, како што оди овој подкаст. Следете ни понатаму на нашиот YouTube канал, на Facebook, најавите од мене пријатно.